Почитувани, добар ден, време е за црвена линија. Над постојното поткровје е изграден спрат без одобрение, а врз него чудесно никнува уште една дивоградба. Инспекцијскиот надзор утврдил објектот не е евидентиран ниту во општинската документација, ниту во катастарот. Законот дозволува дивоградбата да се урне веднаш, дури ако е поднесена жалба. Но во пракса тоа ретко се случува. Инспекторите чекаат завршување на сите управни и судски постапки поради ризикот од високо обештетување. Страф лозија чува, очигледно функционира и остава дивоградби да стојат со години. Дали стравот од судски одлуки ја парализира инспекцијата? Дали сме правна или држава на дивоградби? Тоа е оно што денес, почитувани, ве прашуваме во црвена линија. Верувам дека ќе бидете во огромен број вклучени во ова денешно издание. За да се случи тоа, доволно да се заврти нашиот број 023070005. На самиот почеток напомена дека можете да бидете вклучени во денешната анкета. За тоа е доволно да не заследите и на Инстаграм, профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. По заследувањето на овие профили кликате и на Instagram Story. Еве што ве прашува денес Црвена линија. Дали објект без евиденција во катастар треба автоматски да се отстрани? Да, не. Две опции за одговор. Полето кое што го содржи вашиот одговор го кликате, а Црвена линија ги сумира резултатите, пресметува во проценти и ќе ги објавиме секако кон крајот на ова денешно издание. На самиот почеток ќе го погледнеме и прилогот на Срđан Стојанчов, а по него секако почнуваме со вклучување на вас и секако со коментарите на Facebook. Доградбата врз доградба на стамбена зграда на Скопски Битпазар е дивоградба, констатирале општинските инспектори. По проверка во општинската евиденција утврдиле дека објектот нема одобрение за градба ниту одобрение за доградба. Во општина Чаир велат дека во петокот бил извршен вонреден инспекцијски надзор, но кој доградува цел кат врз зградата засега е непознато. На ден 16 јануари 2026 година извршен е инспекцијски надзор на посочената локација, при што е утврдена изградба на надградба и на самата локација не е затекнат никој на лице место. Поради утврдување и обезбедување на дополнителна документација и докази, постапката е во тек за разјаснување на околностите и утврдување на причините. Објектот кој предизвика бројни реакции на социјалните мрежи се наоѓа во тесните улички меѓу Битпазар и Чаршијата. Се забележува дека се работи за трикатна стамбена зграда со поткровје покриено со црвен лим. Врз поткровјето потоа има дигнато уште еден кат, а сега се гради нов. Во катастарот нема имотни листови ниту за веќе постојната доградба. Имотни листови има само до старото поткровје. Праксата покажува дека дури и да се донесе решение за уривање, тоа може да се одолговлекува со години по судските лавиринти. Ако инвеститорот или сопственикот се непознати, тогаш работата оди побрзо. Градежните инспектори преку дневните и општинскиот весник го покануваат инвеститорот на распит. Ако не се јави, се носи решение за уривање. Но ако се појави, тогаш работите може да се развлечат. Инвеститорот има право на жалба до второстепена комисија. Ако жалбата биде прифатена, постапката се враќа на почеток. Ако не биде, решението за уривање станува правосилно, но има право на вонредни правни лекови. Тужба пред управен суд, па потоа и тужба пред вишиот управен суд. Иако во решенијата за отстранување пишува дека жалбата не го одлага извршувањето, градежните инспектори пожелно е да го причекаат исходот од користењето на сите тие редовни вонредни правни лекови со цел да не се случи да некој од тие органи го поништат решението на градежниот инспектор, а со тоа, доколку објектот срушен, да се доведе да општината или државата преку државниот инспекторат да плаќаат пенали на субјектот на надзорот. Бојаджиев вели дека инвеститорите често го користат тоа и затоа Сдруженијето со години бара измени на законот за да се поедностави постапката.
Почитувани, сега сакаме вас да ве слушнеме. Имаме прашања дали стравот од судски одлуки ја парализира според вас инспекцијата и дали сме правна или држава на дивоградби. 02307-005 го вртите нашиот број, но и задолжително го намалувате тонот на телевизорот од проста причина да имате увид дека веднаш сте во програма и секако да не се случува да се исклучите, бидејќи ако не го намалите тонот на ТВ приемникот, навистина нема да можеме добро да се слушнеме, а ќе мислите неретко се случува и дека некој друг зборува наместо вас. Секако бидете активни и на Facebook, ќе почнеме онаму каде што е објавена темата, профилот на Телма телевизија. Еве како изгледа тоа таму, дали сме правна или држава на дивоградби. Пристигаат секако голем број, веќе се пристигнати коментари, така да наскоро ќе почнеме со читање и на овие одговори на нашите денешни прашања. Па почитувани, дали сме правна или држава на дивоградби? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, како прво инспекциите и нивниот страв, ало? Ве слушаме, продолжете. Инспекциите и нивната страв не треба да дојдат до тоа, бидејќи уште самиот старт на дива градба или надградба или доградба се виновни почетните ставови, а тоа е да треба да инвеститорот треба да има целата документација. Тоа значи дека ако има надградба или доградба, треба да има статички документ за градба на статичко место. Не може да се прави надградба. А во однос на тоа дали Македонија е дивоградба, моја констатација е дека цела Македонија е дивоградба, а посебно Скопје, бидејќи у Скопје често пати дојам, а јас сега моментално се јавам од Штип. Од Штип има толку дивоградби, што срамота е. Еден трговски, кој беше поим за Штип, центарот на трговскиот центар е целиот дивоградба. И никој не презема ништо. Има една зграда Пролече, порта Пролече, има 7-8 спрата диви градби. Никој не презема одговорност. Каде се општинските? Благодарам многу. Секако ќе ве потсетам, доколку сакате да се надополните, да искажете. Секако сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број. Правилото кај нас е, особено ова ќе го укажам на оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучите во црвена линија, верувам ќе имаме и такви гледачи. 90 секунди се предвидени за едно јавување. Во продолжение одиме со ново вклучување. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, па да ги слушнеме вашите одговори. Поздрав до сите. Благодарам. До сите во Македонија сегде има дивоградби. Никој од никој не се плаши. Секој ти вика, мене ме држе инспекторот, вие вика, мене ме држе градоначалникот, другиот вика, мене ме држе секретарот, шо сакам ќе правам, ако сакам и пола улица ќе аз деам и ништо ми не можеш. Иде инспекторката вика, не вишла ништо спорно. Не и се гледа од очите подалеку. Не може да види спорно од и дивоградба се граде. Судско решение да се руши дивоградбата. Не смее да се руши. Знаеш ли кој сум ја? Знаеш ли мене кој ме држе? Така што се држат, пропадна ваа држава. Најмногу изгубија болните и сиромасите. Тија ги мастат уште од таму до ваму. Тија ги лажат уште. А они, може ли зграда да се направи, дивоградба, струја на диво да се приклуче, вода на диво, никој да не плаќа. И никој ништо не вишол, никој ништо не чу. Се додека никој ништо не гледа и никој ништо не слуша. Ни ќе тапкаме во место, ќе пропаѓаме и онака сме пропаднати, дојдени сме више до дното, ама уште повише одиме надолу. Нема правда у оваа држава. Кој што сака тоа прави, кој е на власт. Пријатно, Тина, е многу фалашно.
Благодарам секако за вашето учество во оваа црвена линија. Останете, продолжете да не следите понатаму. Ве пренесувам на профилот на Телма телевизија и како изгледа нашата објава таму. Има голем број на одговорите, коментари, така да бидете активни, се разбира, на социјалните медиуми, активни на денешната анкета на Инстаграм, а наскоро ќе почнеме и со читање на истите. Само една напомена ве замолувам, бидејќи сакаме секој еден коментар да го споделиме со гледачите во програма, обидете се да ги избегнете погрдните зборови, вулгарните зборови, пцости, говор на омраза и говор кој што алудира на насилство, бидејќи етиката на црвена линија подеднакво важи и останува иста како за ова издание во црвена линија и секој едно наредно се разбира, така и за коментарите во однос на Facebook. Продолжуваме. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Да. Сакав да се надоврзам на госпоѓата претходно. Ме слушате? Да, внимателно, продолжете. Да, во истото што го кажа, во оваа држава, од оваа држава не бива ништо, бидејќи секој е на секого нешто, секој на секого се заканува со нешто, бидејќи позади некој стоела ваква партија, позади некој стоела онаква партија, позади некој стоела турска партија, позади некој стоела ваква, во Драчево, на улица Марија Кири, на оплјачкана куќа, башка дивоградва куќа, изградена цела зграда, кога веќе се станува збор за дивите градби, што се случува со куќата, наводно сопственикот чекал дозвола. Како може ако чека дозвола, не знае дали ќе биде позитивен одговор, он да си гради на своја одговорност, бидејќи е на некого и нешто, и него го штити, да не кажам кој, и на него никој ништо не може да му сруши таа дивоградба. Куќа изградена од 2 соби, направено палата, зграда. Ја кажам и адреса, на улица Марија Кири 27. Нека работат малку институциите, нека одат, нека проверат што се случува. Дали се извинувам, дали стравот од судски одлуки ја парализира инспекцијата? Најверојатно Дали како рековте? Дали стравот од судски одлуки ја парализира инспекцијата? Најверојатно да, времето од 90 секунди измина. Благодарност до гледачката и споделеното со гледачите на црвена линија. Ве охрабрувам, почитувани, доколку сакате нови 90 секунди, сосема логично завртете го повторно нашиот број. А ние понатаму продолжуваме со вас. Денес црвена линија ве прашува дали стравот од судски одлуки според вас ја парализира инспекцијата, дали сме според вас правна или пак држава на дивоградби. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Мило ми е интересна тема. Ние се јавуваме од село, ние сме далеко од тие настани. Меѓутоа, треба да се дозволи во селата без никакви документи, треба да се гради, пошто се си сели. Не знам за кого ќе чуваме таа територија. По линијата се по шумија, чуваме шума. Своите ли се горо, сестро, пак ќе ми се вратат. Ама мојата младост нема да се врати. Цел свет се сели по Америка, по Франција, по Германија. Ние чуваме нешто што некој друг утре ќе го искористи. Жал ми е што само нападаме систем. Ние е прекрасен систем. Луѓето му системот се криви Господа. Тие не функционират. Системот функционира. Джепот на тие луѓе што се на позиции добро функционира, а системот си е направен идеално. Докога ќе се криеме за тоа системот затајуват поединци луѓе инспектори. Да, јас ќе дојдам кај тебе те пријавија, негова функција е да работи Господо, а не да чека пријава од некој друг. Треба да си ги заработи парите. Никој во оваа држава не заработува пари. Минимален личен доход. Дали постои милионен труд? Јас имам познавање доста од економијата, Марксовата теорија добро ја познавам, законот на вредноста. Господо, секој треба да го заслужи своето парче леп. Кај нас минимален од дека на државата пари да исплати минимален. Стопанство и нестопанство се два различни поеми. Гледам дека времето ми стекува.
Благодарам. Да, времето истече, но секако ги споделивте вашите одговори со гледачите на Црвена линија и доколку сакате повторно вклучување, слободно завртете го бројот. Сега ќе ве пренесам на Facebook, навистина има огромна активност, драго ни е за тоа. Продолжете, бидејќи ако не успеете да се вклучите во живо или ви е полесно, тогаш Facebook секако е просторот и профилот на Телма телевизија, каде што можете да го сторите тоа. На прашањето дали сме правна или држава на дивоградби, еве што напиша Мице Дудучки. Свака част, јас ќе го преведам секоја чест, архитетки и инџилиру, не знам ова што е. Ангело Србиновски напиша, има арматура за уште нагоре да оди. Каде е ова? Како и да е, сакаме да ве слушнеме, дали ви се чини дека стравот од судски одлуки е тој кој што ја парализира инспекцијата и дали сме според вас правна држава или држава на дивоградби? Добар ден. Ало? Се слушаме, во Црвена линија сте. Ајде да исклучам интерфон само. Да, секако, тоа е задолжително. Овака сега. Сеќате ли на еден разговор што го води Соали Ахмети Груевски у времето кога владееше со државата, кога Груевски каков таков буташе по некоја зграда, куќа, нешто не дозволяваше маркици, чуда, пак колку толку ограничуваше. И му се јавува, значи тие се тие бомбите на Заев. Кога му се јавува и му вика, да бе вика таму една спорна куќа, дај вика не друго вика, ми досаѓаат моите вика бе што прави сега, нели бутаме тука, овој не сме никој да го погледне. Тоа е проблемот со државата. Тоа е, измеѓу у 4 очи кога се разговара и се носат одлуки. Втора работа, градоначалничка, уште активна беше. Колку пати отиде учај да прави, да тера правда, да истерува правда. Дури и пред народ, и пред полиција, и се сипа тој со тротинетот да ја тепа. И никому ништо, договорно на суд, што му направија? Да не смее да и се доближи, да нема. Мораше така она да прифати, затоа што ако не прифати, ќе се десеше со многу полошо. Ние знаеме како изгледаат тие работи, нека луѓе не се лажат дека не изгледа така. Страшни се тие работи. Така да, сите овие дивоградби вака, што никој не сме и пипне, може некој дебело да го обере бостанот. Благодарам многу за вклучувањето, а ние продолжуваме понатаму секако со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Дали судските лавиринти се плашат? Дали стравот од судски одлуки ја парализира инспекцијата и дали сме според вас правна држава или држава на дивоградби? Не ја парализира од судски одлуки, него да ја парализираше на судски одлуки, на Фијат Цановски немаше да му го рушат објектот. Секому може да му се руши објектот ако комунално утврди дека е дивоградба, уште при темелите копања може да му се забрани. Меѓутоа, овде за едни важи, законот за други не важи. И така. А цела Македонија е дивоградба. И државата е дивоградба. Дали е тоа се или имате нешто да надополните? Ништо, тоа е се. Благодарам. Иако покуси од предвидените 90 секунди сосема јасни. Продолжуваме почитувани со вас и денес Црвена линија има две конкретни прашања до вас, а тоа е дали ви се чини дека стравот од судски одлуки всушност ја парализира инспекцијата, односно инспекциите, и дали според вас сме правна држава или држава на дивоградби. Добар ден. Ало, добар ден, по втор пат. Секако добре дојдени сте и повеќе пати. Не се докажав само. Слободно. Само сакам да кажам во сите девијатни појави што се јавуваат во општеството, па и оваа девијатна појава, е решлива. Е решлива само кратко и јасно, бидејќи не функционира ни една институција, ни еден систем кај нас.
при човечкиот фактор е прашање, бидејќи дојде егоизмот, времето на егоизмот, и секој што дојде на власт, и секој сака да се ги напуне джеповите да се отиде, без да размисли дека општеството пропаѓа. Па јас имам предлог, кој сака да го прифане, кој не, нека дојде на власт или нека дојде за една година да ја реши ситуацијата во Република Македонија Ким Джон Ун. Само тој може да ја реши оваа работа. Бидејќи ние сме испреплетени на мрежа на криминал, една мрежа на недоверба, една мрежа на самоуништување и жалам, јас сум 67 години човек, епте ми е позната оваа работа и жалам луѓето што паднат или што немат моќ. А моќта е само во парите и моќта е само во владата и во власт. И мислам дека треба да прекине, да се прекине ова. Ако не се прекине, ние отидовме јабана. Благодарам за повторното јавување. Еве практично, почитувани, можевте да видите како изгледа ако навистина сакате да се доискажете и да добиете повеќе време. Тоа значи нови 90 секунди. Ве префрлам на Facebook. Продолжуваме со она што го напиша Димовски Перо. Ако мора да се спроведе рушење на дивоградбите во Македонија, тогаш треба да се рушат 65% од изградените градежни објекти, но и тие не се рушат, туку се уште се градат нови дивоградби, бидејќи ветено им е со сигурност. Знаат дека ќе бидат легализирани и затоа градовите и населените места се нефункционални за урбано живење. Благодарам Димовски Перо, ако не следите во моментот, а останатите продолжете и со јавување и сега го со пишување коментари. Добар ден. Добро вечер, ако речам, дали ќе биде... Ало, добар ден. Добар ден. Дали сме од црвена линија? Да, ве слушаме, веќе сте во црвена линија, повелете. Се јавувам од Куманово. Ве слушаме, продолжете. Се јавувам од Куманово. Ве слушаме, да, Се продолжете. го ред вие што држите овие емисии секој ден, секој час за вас. Али проблем е кај нас. Кај нас, кај нашите градоначалници. Бидејќи тие дозвола да се направи куќата, се направи, си зимаат рекет, оно што има пари плати, оно што не може да плати. Секој ден во Куманово, дали се албанци, македонци, не може да ги именуваме луѓево. Секој ден се гради по некоја куќа. И тие ја направат и ајде ја рушиме. А тој си зема пари, дали инспекторот, дали градоначалникот. Во Куманово има преку 4-5 илјади куќи направено и уште се градат. Сега ти да одиш да правиш куќа, не ти дава дозвола. Еве, дојдете во Куманово, имате го мојот број, јавете се, јас ќе ве одведам. И денеска се прават куќа. Ами на кого? На градоначалникот на општината. Мислам, ова чист криминал, не постои поголем криминал од тоа. Направи куќа и после ќе го судиме, ќе одиме по судот. А ти си му дозволи да ја направи куќа. Треба да се сруши уште во почетокот кога ќе почне да се прават куќи. Затоа и Куманово стана диви запад. Нема ни улици, немаме ништо. Благодарам за споделените одговори во црвена линија. Одиме повторно на Facebook. Еден од коментарите и на господја Драгица Николовска. На прашањето дали сме правна или држава на дивоградби, еве што напиша, да, треба, па се работи за држава која, мислам, има институции и треба да работат според законот. Вера Поповска напишала, како се потрудил архитектот, утре чекајте да се бара помош, што фасада да и се направи. Утока црвена линија прашува дали ви се чини дека сме правна држава или држава на дивоградби и дали стравот од судски одлуки ги попречува инспекциите. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Добро, да го исклучам телевизорот. Ако ви е така полесно, но секако да го намалите тонот на телевизорот. Да. Се јавува Зоре Прсона од Демирки Срединаковци. Поздрав до вас, ве слушаме. Вака да ви кажам, една работа во оваа држава, сето е почнато од нула, од неквалитетна работа. Јас пред неколку месеци ви се јавих
на истава линија, на црвена линија, ви кажам дека ја 6 месеци да бидам на власт во држава, ќе средам работава, ама не бидуват. Со овие арамишта, со овие пајташи во нашава држава не бидуват. Јас сум постар човек, јас уште од самостојањето на Македонија верев дека држава не се прави со кругче, со заокружување и со два прсти кревање. Држава се прави со оружје, со крв, со револуција. Не повикувам на некој неувај работе, меѓутоа, јас редовно сум бунтовник, сум земјоделец, кога ќе се борам за тутунопроизводителите на... Благодарам и вам за учеството во Црвена линија и вашите одговори. Напомена, правилото е такво, 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Повторно јавете ни се сега кога ќе добиете нови 90 секунди. Ве потсетувам, почитувани, особено вас кои што малку подоста се вклучивте во Црвена линија, сега кога сте добре дојдени да бидете дел од оние кои што не следат на Инстаграм, се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Со едно кликање на Instagram Stories се отвара прашањето за денес, а тоа е следно. Дали објект без евиденција во катастар треба автоматски да се отстрани, да или не? Две опции за одговор. Кликајте на вашиот одговор. Добро вечер. Добро вечер. Ако сум на линија. И тоа веќе во Црвена линија, повелете. Благодарам. За ваква тема сум дискутирал многу пати и сега ќе повторам во мојот охрид да си има толку дивоградби каде што не треба да и ги има, посебно зборам за стариот дел на градот, но нашиот градоначалник, нека е жив и здрав, до сега, баре ја колку се знам, нема срушено ни една дивоградба и не верувам дека ќе сруши некоја, па дали он сега се плаши од некого, кога тој е главниот, кој што треба да даде наредба, налог, да отиде градежната оператива и тој објект да го сруши. Градот не сме, јас борам за Охрид, градот не сме да биде ругло, што се вика, кога ќе дојде некој овдека доаѓаат луѓето од странство, значи да уживаат во убавините на градот, каде има 365 цркви, има знаменитости, го имаме Калето, имаме Плаошник, имаме театарот, имаме црквата Света Софија, црквата Свети Наум, што се вика во Љубаништа, таму каде е. Значи, имаме толку многу знаменитости кои што треба граѓанинот од надвор да ги види, а нашиот градоначалник воопшто не сака да стави една клупа на улица која е долга повеќе од 4 километри, нема 4 клупи ставено, а не лаже, вика имам ставено многу клупи. Дојдете, јас ќе платам све да снимите колку клупи има ставено, а нема ни една. Благодарам и вам за одговорите во Црвена линија. Во продолжение секако ќе ве потсетам секогаш кога сакате да бидете навремено, целосно и добро информирани, кликајте на telma.com.mk. На профилот на Телма во односи на темата за која што говориме, објавен и прилогот кој што е, па навистина се филмски инсертите, кога станува збор за темата за која зборуваме, прилогот беше на Срđan Стојанчов, го погледнавме на самиот почеток на Црвена линија, а и под објавата на профилот на Телма телевизија секако има огромен број на коментари, така да од тука и Црвена линија одлучи денес да ја поставиме оваа тема и да ве прашаме дали ви се чини дека сме правна држава или држава на дивоградби. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Супер, значи темава ви е многу убава. Однос на прашањето дали сме правна држава, моје мислење дека не сме правна држава. Затоа што ни се случуваат еве вакви работи. Значи, мојата реакција е на тоа кој му дозволил без статички елаборат да гради на постоечки објект. Не дај Боже, од таа тежина утре може, ако статиката не издржува на објектот, може цел спрат да се спусти надолу, а да имаме жртви. Значи, проектот мора да има од изис статички елаборат за издржливост и носивост.
Значи, ние правиме, зато се вика диво. Дивоградбата е казливо дело. И нема тука што да се размислува. Сега, прашањето е дали инспекторите се подплатени за да не реагираат. И тоа е под знак на прашање. Знаете, ако се сеќавате Еди Рама, албанскиот премиер, тој сруши многу бројни хациенди во Албанија. А нашиот премиер изјави во тој временски период пред 3 месеци: јас не сум премиер кој што ќе руши објекти. Прашањето е дали ти премиере си подплатен исто и под влијание на одредени интереси. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Секако останете и гледајте до крај. Огромен број на реакции и коментари, секако и под прилогот на Срđan Стојанчов, кој што е објавен на профилот на Телма телевизија, од тука и темата денес во Црвена линија. Па еве што напиша Зоран Михајлов, ова е дел од тие коментари. Не се знаело кој градел, гафови и приказни запред кума. Пратете проток на пари кој од каде набавил една цигла, една арматура и еден џак цемент. Кога го фарбате овој народ, билки им променете четка. Така да продолжете, бидете активни, еве како изгледаме и на Facebook, секако Црвена линија на профилот на Телма телевизија ја објави својата тема. Ама ајде да ве слушнеме пред се во живо. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро во Црвена линија сте и верувам дека е намален тонот на телевизорот. Се ќе го намалимо. Ве молам на 0. Ало. Ајде, почнете, ве слушаме. Сакам да кажем за судиите и за овој за дивоградби. Кој судија ќе го суди тоа што направил дивоградба? Продолжете, ве слушаме. Да, кој судија ќе го суди? А тие се најкорупирани во Европа. Во Европа сме најкорупирани судство и здравство. Мицкоски да преземе мерки од 1 февруари натаму и против судството и против здравствениот систем. Да ги не пушта да мрзат боне. Како може овај украе 350.000 евра и овај му ги дал, нај му ги дал. Такво бе, а човекот кога го бие човека, имунитета му зима. Затварај ga одма. Од овој покорупирано држава не може да има нигде. Сви корупирани. Значи нема правно. Сваки ден овој корупција, мито, зимано паре, доктори. Абе затварај ga одма, не ga пушта више да искочи на бело видео. Срамота е тој. Срамота е државата не го нишија. Имамо ли деца во овај држава наши? И сега ќе чекамо суд да ни донесе одлука. Тие да е суд корумпиран. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате понатаму. Ве префрлам на Facebook, на унаму каде што пристигаат уште коментари. Еве, на прашањето дали сме правна или држава на дивоградби, што напиша Тони Конески Моната. Правна. А Илчо Наумовски напиша како што му се раѓа деца, така дзида нагоре. Па, почитуване, дали ви се чини дека сме правна држава или држава на дивоградби и дали стравот од судски одлуки ја парализира инспекцијата во ваквите случаи. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Дали сум на линија? Да, ве слушаме, веќе повелете. Ева, јас сум еден од тие што имам дивоградби изградено. Јас сум викам еден тие што имам дивоградби изградено. Ве слушаме, продолжете. Значи, во времето на бивша Југославија, исто како и сега, немаше работа, немаше од два и собравме крај на крај да собереме да ти соди да направиме. А судија, кој имаше многу пари, изгради дивоградба. Неговата не беше турната, а мојата беше турната. Колку бе фесо право, срамота беше. И тоа моето место не беше ни урбанизирано преку градот. Тоа е во времето на бивша Југославија.
Значи, нема секаде правдина. И тие што има човек со 20.000 плата, кажи ми како ќе направи куќа? Или стан? Или што да има со почерија? И требало да ме под мостом да спиеме, да видиме тако нешто. Мислам дека треба да се направи. Убаво направи Груевски што ги легализира тие девите ради. Треба пак да се легализира. Да не се прави се хотел, драгстори и такви работи. Затоа сум против. Али за човек да направи 2 соби, 3, да може да живее, не мислам дека треба да се толерира малце тоа сето. Толку не. Благодарам, секако сте добре додени не само во ова издание, туку и во секој едно наредно на Црвена линија. Одиме повторно на Facebook, бидејќи навистина има голем број на коментари. Јоце Георгиев напиша: кога ќе стресе, ќе се открие дивоградба. Никола Миленковски напишал: оставете така, нека си стои, само треба да се исклучи од канализација водовод струја. А понатаму нема да читаме со оглед на тоа што генерално се почитува нашето правило. Етиката е да ги зоставите вулгарните зборови и пцустиите, како ќе поентирате, ќе го кажете вашиот став, ќе го пишете одговорот, бидејќи секако треба да се држиме до нивото. Ова е емисија која што е достапна за секој еден, зошто и да даваме одговор и став, да не можеме да го споделиме од токму употреба на недолични зборови. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Ве слушаме, во Црвена линија сте повелете. Дали стравото од судски одлуки ја парализира инспекцијата? Да. Не, нема шанс. Судиите немат гајле од никој. Тие се најјаки. Судиите и јавните обвинители го унисаа правниот систем и нема никаков пред и поредок. Тие се најјаки. Никој ништо не им може. Како што е судијата од Неготинот магистер Ѓоко Ристов. Нека се крие сега дома. И мајка му уште ќе разлага, кочијата си лаат, караванот си врве. Ништо не му правеле. И така е. Никој ништо не му може. Испрати жалба до апелација, жалбата од Основен суд Кавадарци, од Велес, истата се потврдува. Како ќе реше тука, исто и со негов амин така ќе биде. Џабе постоje апелациониот суд кога никој не успеал, освен ако не дадиш мито и корупција, 5.000, 10.000 евра и после ги зида тука у Неготиново куќа. Срам да му е, рам да му е. Вчера зборувавме за тоа. Еве, дали стравот, ве молам, дали стравот од судски одлуки ја парализира инспекцијата? Нема шанси. И што сакаш прави и инспекцијата и она е јака, никој ништо не и прави. Ништо никој не им може. Тие се јаки, поврзани се. Како свински црева, се е поврзано. Што и да збориме, тоа е. Секако, јас себе слободно ќе си дозволам да кажам дека се она што ќе го кажат граѓаните во Црвена линија и те како се слуша. Ајде да продолжиме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, најверојатно ќе треба малку повеќе време од едно до друго вклучување, но еве имаме гледаш. Добро вечер. Ало, добро вечер. Лјупчо, вие сте, предпоставувам. Да. Да, па ајде, дали сме правна или држава на дивоградби? Па видете, јас ако почнам да ги редам епитетите, ќе ми треба долго време, ќе кажам ние сме држава на се, само не на правна држава. Зошто го кажувам ова? Па јас го видов си нека прилогот со инспекторот и просто едноставно не ми е јасно. Знаете, секојаш на одредена територија во државата не се знае инвеститорот. Тоа е феномен некој, знаете, се сеќавате случајот Мавровка и се останато. И сега го прашувам инспекторот како може да се плаши ако е просто наставна работа, ако има пред него дупот за дадената локација и таму ако не пише дека треба нешто или дозволено да се гради и колку да се гради, што е проблем тоа да се сруши? Знаете, се сеќавате на случајот Космос. Таму и Космос објектот и градски зградата Кинески зид покрај Северна трибина беа градени во времето кога важеше еден закон, исти закон.
Меѓутоа, што ги разликува тие два објекта? Што едниот го срушија до темел, а другиот само делот што представува дивоградба. Иако тоа со тој закон прецизно беше кажана поставката како би можело тој дел да се легализира доколку се сака. Меѓутоа, државата тогаш запна, едниот дел му даде милост, па ги чукна само ќушовите, а другиот го сруши до темел. Тогаш каде беа... Благодарности вам за учеството. Одиме повторно на Facebook. Еве што напиша Тони Николина Стојановски. Сега што е битно кој гради срушија и тоа е. Жарко Стојанов напишал, дали може да ги покажеме? Жарко Стојанов напишал, ова ќе му дојде како надкровје. Славе Чакалов напишал, како не е познато, сега во Африка можеш да видиш кој гради, а не кај нас. Кажи, не сака да кажат на кој функционер. Веселин Пецановски напишал, Даниела ја правевте улова, ама не било така, ви дојде на глава ваша. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во црвена линија сте. Се слушаме. Да, одлично, повелете. Треба да се ослободи народов од судот, судот да се ослободи од тие што прават злодела, се да биде слободно, секој кој како знае, нека тера. Слушам сега колку е точно то, нека се испита, дека градоначалникот од Газибаба внатрешни работени кажуваат колку е точно, не знам, тоа што сум го слушнал, вика Газибаба го продал местото општината со бараките, за некои албанци ќе граделе згради. Па ја викам, Чаир треба да се спои со Рачиново, сигурно така ми е целта. Тамо ќе граделе албанците згради. Кои се тие закони што ќе одобрат, а па кои се тие закони што ќе спречат? Дали има такви закони? Нема. Нема ни вакви, нема ни такви. Зошто тоа го нема? Затоа што нема квалификувани. Нема сооценки суди што поминале и сито и решето. Така добиват оцени, така работат, такви резултати ќе имаме. Нашава држава треба светот да учи од нас како се живее и како се работи на највесен начин. А не да рмбат и ноќи и дење и кои ќе легнат не може да заспијат од терет што работеле. А кај нас и дење и ноќи се спие, никој ништо не работи. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Дали сме правна или држава на дивоградби? Еве нови коментари. Вера Поповска напишала, како се потрудил архитектот, утре чекајте да се бара помош што фасада да и се направи. Белисима Ленче Бошева напишала, за кого како, некој не си легализирал, закаснил, немал доволно пари да си легализира трошна куќа, некој цели згради на дивогради. Зависи дали сте од угнетените или од привилегираните. Почитувани, дали сме правна или според вас држава на дивоградби? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам. Да, јас мислам дека сме дивоградба држава. Прво, што се прескокнува законот, се наоѓаат дупки и врски, како што впрочем во се и во градбите. Второ, може би за некого и многу се скапи тие дозволи. А трето, па зошто да ги давам парите на државата, со тие пари ќе изградам. Да се изразам народски, ќе изградам фушарски објект. Па после кога ќе се случат непријатни случувања, без разлика од какви временски или други непогоди, тогаш е општеството виновно, државата е виновна, ова е виновен инспекторот, институциите се виновни. Значи и граѓаните се виновни. Секој кој ќе превземе нешто да прави, треба да го направи според закони и прописи и да мисли не само дека тој самиот ќе настрада, него и тие што ќе дојдат во тој објект ќе настрадаат. Знаете колку луѓе е една зграда, колку стана има? Мислам дека се работи за дивоградби конкретно, така е напишано.
Дивоградбата може да има внатре и 50 станари. А тоа е само идеја на еден човек што е направил така, да речем нелегално и без прописи на законот. И каде одиме? Кој е виновен тука? Па тој што правил прво е виновен. Не може институцијата секаде да... Благодарам и вам и пред да преминеме на рекламите, еве, Кире Стефановски напиша сликата покажува каква сме држава, а Веле Силјан напишал ке го пријавам како уметничка архитектура со иновативни вредности. Одиме со реклами. Па да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм, заследете не и учествувате утре во нова анкета. Дали објект без евиденција во катастар треба автоматски да се отстрани? Со да одговорија 70%, со не 30%. Големо благодарам за секој ден од вас кој што ја следеше и учествуваше во оваа црвена линија. Се гледаме утре во новото издание во нашето стандардно време. Довидување.